ученици, родители, вработени и приятели на нашето училище. Денес е патронен празник на нашето училище Мануш Турновски, денот кој требаше да го одбележиме со низа активности со кои оддаваме почит на оние кои дале придонес ни сите овие години, ке честитавме, ке се гордеевме. Но она што денес е предизвик на целото човештво, за чувување на здравјето, е предизвик и на нашите ученици и вработените во училиштето. Благодарение на нашите посветени наставници и вредните ученици, оваа година на многу поинаков начин е одбележан патрониот празник на нашето училиште. Активностите на учениците ги документиравме со видеозапис, што ќе не подсетува на едно време во кое функциониравме физички одвоени, но духовно сплотени и обединети. Честит празник, патрону наш! Во месецот на розите. Месецот кога убавината на природата повторно блеснува во сиот свој сјај. Овде, под славната и горда Беласица, во нејзиното подножје, во Новосел, го одбележуваме споменот на нашиот локален херој, патронот на нашето училиште, војводата Мануш Георгиев Турновски. Средина на мај, лето Господово 2021. И покрај сите предизвици со кои што се соочува светот поради пандемијата, што ни го испоремети секојдневието во последниве 14 месеци, ние одлучивме на ваков начин, посредно, преку дигиталната технологија, да му дадеме почит на името и делото на херојот, чие што име го носи нашето училиште. Преку оваа скромна програма, сакаме да пратиме порака дека се може се, доколку се сака. Исто така се надеваме дека вакво чествување повеќе нема да се повтори. Мануш Георгиев Турновски, херојот од Новосело, е роден во 1876 година во Новосело. Тоа е времето кога неговата сакана татковина, Македонија, била стегната од менгемето на османлиските поробувачи. Гледајќи ја поробена, измачена, слушајќи ја како овка под чизмите на завојувачите, тој ја гледа нејзината сиромаштија, како се препелка во кал, очај и бол, пошто решава да го крене својот глас против стегите на поробувачите. Израснал во џин, гледајќи ги брчките на лицето на својата поробена татковина, Мануш Турновски ги гледал нејзините разорени бразди, отпрепретани од арамиите на проклетите и толку колнати бегови, што крстосувале по нашите села, орнатите македонски домови, во џад, пеплосани, татковината завиена во петвековен мрак, од кој што никого да се раздени, тоа биле мотивите недвојбено да се зафати во костет со османлискиот јарем. Цитирам: Јас, војводата Мануш Георгиев Турновски, се колнам пред ова алово знаме, пред камата и револверот, слобода или смрт, за мојата Македонија. Ке те бранам, мајко, ке те вардам, од тиранската нога ке те исчистам, ке го искапеш својот образ во белите егејски води, ке наполниш гради со свеж планински воздух од стројни од пирин, ке се огледаш безтрепетно во дивите вардарски брзаци, ке се радуваш, мајко. Завршен цитат. Над секој камен што распукан стои, разгневен викот што непрестајно пука, го крева гласот херојот Мануш. Не заради слава, не за богатство или гордост, ами за маката ни црна, за робјето клето, за црни лаедни во кои нашите мајки со векови биле завиени, за болката една што в градите му ги колвела, за синџирите клети и за крвави пранги. За оваа негова поробена младост го кренал тој гласот. Цитирам: Кревам вишно рака, куршум нека фрчи, да извишам знаме алово наше, над долини и реки, над вишини и падини, над Македонија света, слободата, таа што ветрец ја носи, да ја вдомам в срцето на македонец секој, македонската младост да заблеска орно, да светне денот на нашата радост. Затворен цитат. Јуришел смело со четата своја,
со своите браќа, македонските синови, што не се двумеле дека, ако треба, ќе загинат смело под славното македонско знаме, од Новосело под стројниот Пирин, низ јужните и источните делови на етничка Македонија. Мануш водел битки и се борел смело за слободата на поробена Македонија. Цитирам: Слушај ме, мајко, Македонијо моја, слушајте ме, браќа, македонци мили, о народе мој, послушај ме сега, да урнеме грдост, да покосиме пркост, да истераме душман од нашите дворој, да заори песна, небото да ечи, да згрееме душа, да избришеме солза на расплакани деца, да го парчосаме врагот, да се ничко са сиот и да не му се гледа трагот. Затворен цитат. За да би блеснело црвенило над нашето небо, наместо од крв, знаме сончевина да се разлее вшир, да огрее ден, слободниот ветрец спокојно да дува во слободна Македонија. Ама го наоѓа клетост, трак му фатила судбата црна, покосен паднал. Во 1908 година, кај селото Рибница, предаден од врховистите, Мануш паднал во тешка битка со османлиските чети. Војводата Новоселски, храбриот Мануш Ѓоргиев Турновски, херојски загинал таа 1908, врежувајќи го своето име и подарената крв во темелите на идната македонска држава. Низ Илинденската епопеја до Крушевската република сонувал со отворени очи за слободна Македонија, кршејќи ги синџирите на робството, алка по алка, еден по еден, но до крајот не дочекал, предвреме покосен беше. Остана името на Мануш војвода над звездениот свод, заедно со имињата на голем број бесмртни македонски синови, запишени и запамтени за веки векови, како сведоштво за тоа како се сака својата татковина, како се варди и довардува. Затоа денес, на овој прекрасен мајски ден, споменот на Мануш Ѓоргиев Турновски, војводата од Новосело, го чествуваме со аманет дека од заборавот ќе го сочуваме. Небиднина. Мастилница капка, хартија и ти низмисливе решетана. Се што потребно е да се искова, за тебе, за мене, една приказна нова. Да те заветам на вечност, на времиња исконски да те таксам, додека код среша румена од усните твои каснам, гриз медовина од кошарата на постоењето. Да испишам редови нови, томови цели, стрмно со стихови да те голтам, да раскажувам непрестајно за твоите очи врели, од кои што светлина смарагна истекува. Капка мастило, хартија и ти. Тоа е се што мене ми треба. Особено кога векови цели
Постоења небројни, крај моето битие те нема. Македонски монолог. В крвта ни остана едно недоречување. Ропско, македонско и зошто не наметнато. И требаат тони грижи на поиќе поколенија, за да се истријат тие петна на срам од себе си, од себе премолчување. Самите се нарековме тоа што сме. Самите в часот зол и ќе се преброиме. Но пуста таголе, смев до смев, па грев до грев. Одве ќе сотиме. И ако така уште постиме, не ќе постоиме. Толку се страхувам. Некоја јанза ме јаде, да не би одново да те раздадеме. Толку го демне срце во голомразица, да не би те запретаме во фрази, па како сите умници на светот, што саможивништвото за вјерују го прифатија, да се извикаме гордо и клето, уби бене и би патрија. Некаде звони, некаде далеко звони. Звуците се бранови на ветрот, низ тревите подгонети. Некаде звони, продолжително, остро и нежно. Глуво е се, сал ритамот плиска по брегот на железото. Некаде звони, шибни ме високо и бездно. Бегајте низ кавазот звучен, глуво и безнадежно. Некаде звони, малечок звонам и врискам. Се е затворено, опчинет за звуците сум виснал. Некаде звони, удри ме. Колку сум храбар, а питом. Време, удри ти по споменот, грубо и незаситно. Некаде звони, премногу дамна и сега, се боли, небо, потребата на звуците познати, легни ме.
Се можело ли? Толку лефтерно. Со 2-3 говорливи линии и уште со 2-3 расприкажани бои на платно да се плисне, размисла за татковината. Ете, се можело. Врамена ни е судбината, ко нешто превртено од опако. Болештина во рамка, болештина во многу бои. Згрчени хоризонти на надежда, стуткани визии, прогласени за отпадоци. Распослана вистина на дланка и ликовна перфекција на безизлезот. А гледаш само хамер и само една карта и многу растркалани по неја моливи, изострени, неути и изгладнети, за да се докажат во една грда функција. Гледајќи шарки, гледаме горчина, гледаме своја историја. Не ни е врамена само во стишката, сочувана за друга боја. И тоа би можело. La francophonie. J'aime la francophonie, c'est toute ma vie. Je parle le français, ce qui me donne la paix. J'adore lire et j'aime lire. J'aime ma culture, mais des fois, c'est dur. Je ne vais pas l'oublier avec toute ma fierté. J'aime l'anglais, mais j'adore le français.
Би било ли во ред или е демоде? Да нацртам сега делювен портрет или како вистинските француски боеми. Треба сега веднаш да пишувам поеми. Пардон, s'il vous plaît, какво ова клише? Боем бјесох дека е демоде. Денес се оде во ресторан и се пие шампањ или во некој модерно бифе за да се напиеш кафе. Тогаш најдобро било да патувам. Еве стегам багаж и летам веднаш ко некој нов пейсаж. Како добар турист, ќе соберам се во еден пакет и ќе се качам потом во некој удобно купе. Ама чекај, стој. Каков е овој бонтон? Не разберам јас ниту збор од твојот жаргон. Ми зборуваш брзо, како да си на жетон. Валя, со ваков маникир јас сум права мадам. И низ кратко си же приказна ке ви дадам. Кога јадеше круасан, пала вид киро и пишуваше есеј, седнат на едно дрвено биро. На старото решо, кафенце се крчка, додека во темното депо, лувчето ми шел се фрцка. Одеднаш брум, се слушна надвор врева. Еден пајак научен, пежото негово го крева. Ох, Монди, би било невкусно повеќе да кажам. Ама вака, пар екселенс, испаѓа дека ве лажам. Олала, доживувам дежаву. Каков маникир, педикир. Па ова не е рандеву, алорс, доди ме веднаш. Сега, од Франсе, знаете, нема кај да се бега. Нашиот наставник Везен само вели дека мора да се учи, а намо да воа јетра, главата ни буди. Утро се разбуди и кивна гласно, ни светна некој силно и ни стана јасно, веднаш вода се капа, на глава става, до чудеси разни, се храна права, половина кофи, со млеко и оброче, од мојково доби портокалово полче, по масло црта, планинскиот мед, млекото го снема, туристо и до пет. Ајде, деца, сега, пробајте и вие, зеленчуко сладки, тајни крие, но вашиот патон слушна, се погуми стана, и јас си треба храна, за детство без мана. Рокола, марула со крила, граждан се козелка, стане дава сила, грозје зими вишни, кривија и круши, кај си праски, среши за на уши, кавата на глава, лъжицата во рака, прави чудни форми, кој како сака, хамбургери, чварки, помфрити, паштети, не јадете често, тоа ќе ви штети. Рокола, марула со крила, граша се козелка, стане дава сила, грозје сливи вишни, кривија и круши, кај си праски,